Во ова издание на Newsflash ке гледате. Русија соопшти дека воениот брод предводник на незината црноморска флота е сериозно оштетен и дека целиот екипаж е евакуиран. 4 милиони луѓе досега ја напуштиле Украина од почетокот на руската инвазија според Обединетите нации. 10 држави од Асоциацијата на земји од Југоисточна Азија АСЕАН сега представуваат најголем трговски партнер на Кина, надминувајќи Европската унија во 2020 година. Што значи сето тоа? Останете со нас и ќе дознаете. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јован Чанаумовски. Русија соопшти дека воениот брод Москва, предводник на незината црноморска флота, е сериозно оштетен и дека целиот екипаж е евакуиран по, како што рече Русија, избовнување на пожар. Украински ракети, како што тврди Киев, или пожар од засега непознати причини, како што вели Москва, ја оштети гордоста на руската црноморска флота. Двете страни досега се согласија само во едно, дека рускиот крстосувачки брод Москва пламнал во оган близу брегот на Одеса. Руското Министерство за одбрана вели дека пожар ја активирал муницијата на бродот Москва. Се наведува дека пожарот е локализиран. Министерството додаде дека главното оружје на бродот не е оштетено и дека се прават напори бродот да се врати во пристаништето. Гувернерот на Одеса пак рече дека 2 крстосувачки проектили го погодиле бродот. Бајден вчера изјави дека она што го прави Путин е геноцид и најави дека Вашингтон испраќа нови $800 милиони во оружје, муниција и друга помош за Украина. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков го отфрли вакви одговор на Бајден, велејќи сметаме дека овој вид напор за искривување на ситуацијата е неприфатлив. Ова е тешко прифатливо од претседател на САД, земја која изврши многу познати злосторства во последно време. Бајден вчера во изјава рече, украинската војска го искористи оружјето што го даваме со разорнувачки ефект. САД ќе продолжат да ја обезбедуваат на Украина капацитет да се брани. Пентагон соопшти дека новата транша од оружје вклучува 500 проектили, 300 дронови, 300 оклопни возила, 11 хеликоптери, хемиска, биолошка и нуклеарна заштитна опрема, како и 30.000 комплети панцири и шлемови. Покрај тоа, Соединетите држави обезбедуваат и непознато количество противпешадиски мини, кои се конфигурирани да бидат саморачно детонирани. Остануваме на тема Украина. 4 милиони луѓе ја напуштиле Украина од почетокот на руската инвазија според Обединетите нации. Најголем дел од нив се жени и деца кои најчесто се жртви на трговија со луѓе. Ова е место за проверка на украинско-полската граница. Според најновите податоци на Обединетите нации, голем дел од украинските бегалци, најмногу жени и деца, избегале во Полска откако Русија ја нападна Украина. Многу од нив чекаат со денови да ја поминат границата. Сложно, но ја не знам. Многу е тешко, не знам што друго би кажала, но немаме избор. Мораме да ги спасиме децата. Откако почна руската агресија, активистите за човекови права ги предупредуваат бегалците дека би можеле да бидат жртви на трговија со луѓе. Небезпечна загроза зрасла. Ризиците се зголемени. Најмногу од жените кои ја поминуваат границата со деца се наоѓаат во многу чувствителна ситуација, од економска до психолошка. Тогаш лесно може да се манипулира со нив. Активистката за човекови права Јулија Анисова вели дека најчесто се случува сексуална злоупотреба и насилство. Полската полиција веќе регистрирала 2 случаи насилување меѓу бегалците. Волонтери работат да ги информираат жените за можните ризици. Сме виделе мажи како фотографираат жени и девојчиња. Многу брзо свативме за ризикот од трговија со луѓе. Жена од Киевскиот регион бараше работа во Лавов. Најде огла за работа и стапи во контакт со лице што ја понуди работа да се грижи за 15 годишно момче. Дел од работата беше да нуди сексуални услуги. Бегалците исто така ризикуваат да бидат експлоатирани на работа. Шемата е многу едноставна. Им се нуди бесплатно место за живење, но штом бегалците ќе стигнат, сваќаат дека ништо не е без пари. Активистите за човекови права нагласуваат дека таквите постапки се нелегални. If there is an expectation for work, then the work should be paid. Ако се очекува работа од нив, тогаш треба да бидат платени. Тоа е многу важно. Уште повеќе ако од нив се бара да работат на местото каде живеат. Тоа е знак дека треба да бидат свесни за чувствителноста на таквата ситуација. Половина од раселените украинци се деца. Некои ја поминуваат границата без документи, а некои сами, без родители. Таквите деца се наоѓаат во голем ризик да бидат злоупотребени.
Missing is a result of gaps in the Исчезнувањето е последица на дупки во системот на заштита, нешто што ги привлекува трговците со луѓе. Организацијата Missing Children Europe бара од бегалците веднаш да пријавуваат исчезнување на деца. Тие исто така ги охрабруваат возрастните да бидат внимателни доколку забележат дете што изгледа дека е загубено и само на улица, веднаш да ги алармираат локалните власти. И за жените има совет како да не станат жртва на трговија со луѓе. Побарајте документ за лична идентификација и видете дали имаат автомобил од нивната организација. Ако имаат на границата шатор со името на организацијата, тогаш се безбедни. Експертите ги советуваат бегалците и да ги сликаат со телефон нивните важни документи, да се движат во група и да го имаат при рака телефонскиот број од полицијата во секоја држава каде што ќе влезат. Важно е и да имаат контакт од волонтерите и групите за помош, како и да комуницираат со роднините и блиските пријатели со цел што повеќе луѓе да знаат за нивната локација. А во светот на економијата, 10 држави од Асоциацијата на земји од Југоисточна Азија, АСЕАН, сега представуваат најголем трговски партнер на Кина, надминувајќи Европската унија во 2020 година. АСЕАН и Пекинг планираат да се прошират уште повеќе. Гласот на Америка јавува од Џакарта, Индонезија. Стотици граѓани неодамна ја наполнија зградата во Џакарта за меѓународен саем, каде што Кина и Индонезија имаа изложба. 102 кинески компании учествуваа на настанот, изложувајќи стотици производи, од такви за одржување на здравје до електроника. Нашите производи се главно безбедносни камери и паметни апарати за домот. Индонезија е огромен пазар и одговара за нашето производство. Овој производ е од Кина и го продаваме уште од 2019 година. Овој настан е само еден меѓу серија изложби што треба да се одржат во Индонезија во текот на 2022 година. Индонезија, најнаселената држава во Југоисточна Азија, е профитабилен пазар за кинеските производи, велат организаторите на изложбата. Индонезија дефинитивно е еден од главните пазари за Кина. Трговијата сега се очекува уште повеќе да се зголемува како резултат на регионалното економско партнерство, што ги вклучува АСЕАН и 5 други држави како Кина, кои не се дел од оваа асоциација. Трговскиот договор потпишан пред 2 години стапи на сила на почетокот на оваа година, со цел да се намалат царините за увоз и да се отстранат ограничувањата за инвестирање. Ова уследи откако пропаднаа напорите предводени од САД за слободна трговија во регионот, особено откако администрацијата на Трамп го напушти Транспацифичкото партнерство во 2017 година. Аналитичарот Дейвид Сумуал вели дека владите во регионот ги користат тензиите меѓу САД и Кина за да обезбедат економска корист. Кина пристапи кон брза имплементација на економското регионално партнерство. Неколку други држави исто така почнуваат да го ратификуваат, користејќи ги тензиите меѓу САД и Кина за да обезбедат повеќе инвестиции и трговија, особено извоз. И Индонезија се очекува да има корист од зголемени странски инвестиции. Во наредните 10 до 15 години ќе ни бидат потребни многу инвестиции, бидејќи нашето население се зголемува и ќе му биде потребно повеќе работни места. Аналитичарите велат дека регионалното економско партнерство само го официализира веќе започнатиот тренд на зголемен увоз на кинески производи од страна на Индонезија. Владините податоци покажуваат дека во последните 3 години Кина станала најголем пазар за увоз на производи што не се нафта и газ, што представува речиси 1/3 од довезените производи во Индонезија. И тоа беше се. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јован Чановски од студиото во Вашингтон. За повеќе информации посетете нашата веб страна glasnaamerica.com или станете наш пријател на Facebook и Instagram. Пријатно!